Добро вечер во централното издание на вестите. Ова се настаните на денот. Европските лидери со контрапредлог за мир во Украина. Трамп го обвини Киев дека покажал нула благодарност. Осудениот на 10 години затвор за ласкарци Ремзи Мифтари се уште недостапен за надлежните. Ке се бара со потерница. АХВ спречи над 20 тони небезбеден помфрит и стек да завршат на македонските трпези. Помфритот кој е увезен од Холандија бил наменет да се пласира на македонскиот пазар. Горно-респираторните инфекции ги полнат болниците. Во Козлет дневно и по 150 прегледи. Најмногу децата доаѓаат со покачена телесна температура. Аца Лукас обвинува дека прекинот на неговиот настап бил насочен лично кон него. Да преиспитам могуćност да до дали не наступам во Македонија. Случајот доби и политичка димензија. Откако 7 месеци го пролонгираше почетокот на одслужувањето на казната поради здравствени причини, на второ обвинетиот во случајот ласкарци му се губи секаква трага. Полицијата 5 дена го бара Ремзи Мифтари, осуден на 10 години затвор за трагедијата во која загинаа 16 лица. Нему пред неколку дена му изминал рокот за одложување на казната, а судот издал наредба за присилно спроведување. Во подготовка е централна потерница по него. Маја Стојановска. По наредбата на Гостиварскиот суд за присилно приведување на Ремзи Мифтари, кој е осуден на 10 години затвор како виновен за трагичната несреќа кај ласкарци, но и откако СВР Тетово не успеала да го пронајде дома и на повеќе други можни локации, тој ќе се бара со централна потерница. Полициски службеници од подрачното оделение Чегране до судот веќе доставиле допис за нејзино распишување. Мифтари се смета дека е некаде во државата, со оглед дека при проверките на граничните премини не бил регистриран негов излез. ОВР Гостивар на 21.11.2025 година изготви допис во врска со барањето за приведување и спроведување на РМ во КПУ и затворот Идризово, откако истиот не бил пронајден, односно не бил достапен за органите на прогонот. Веднаш по брза постапка од страна на полициски службеници од ПО Чегране, дописот е доставен во Основниот суд Гостивар за распишување на потерница. Штом добиеме наредба од надлежниот судски орган за распишување потерница, истата веднаш ќе биде распишана. Велат од МВР, до судот се уште не е пристигнат писмениот допис за потерницата од МВР, зашто велат дека штом ќе пристигне, ќе биде издадена наредбата. Се уште го немаме известувањето од МВР дека осудениот Мифтари не е достапен на органите за прогон по наредбата за присилно спроведување која дадов пред 5 дена. Вели надлежниот судија за санкции од Основниот суд Гостивар Кирко Михајловски. Инаку потрагата по Мифтари започнала по наредбата за присилно спроведување, откако рокот за одлагање на издржување на затворската казна, кој го добил со лекарско уверение за операција на хернија на тестиси веќе бил истечен, и бидејќи тој претходно не се одзвал на поканата сам да се јави во затворот Идризово. Во меѓувреме тече и последното одлагање на казната на прво обвинетиот газда на Дурмотурс Дурмиш Белули, кој исто така е правосилно осуден на 10 годишна казна затвор. И тој поради истите здравствени причини како Мифтари веќе 7 месеци го одложува издржувањето на казната. Обвинетиот Белули поради здравствени компликации побара и доби ново одлагање на казната, кое му истекува на почетокот на декември, пошто тој ќе мора да се јави во затворот Идризово. Велат од судот во Гостивар. Првостепената пресуда беше изречена во јануари, а по жалбите апелација речиси двојно им ги зголеми казните на Мифтари и Белули. Во несреќата кај ласкарци загинаа 16 лица, а над 30 беа повредени. Возачот Мануил Трифуновски доби 14 години затвор, а тројца вработени од техничкиот сервис по 5 и 7 години. Агенцијата за храна и ветеринарство спречи увоз на над 20 тони замрзнат компир од Холандија за македонскиот пазар. Во друг инспекцијски надзор откриени се и 2 тона небезбедно пилешко месо. Од агенцијата велат дека во пресрет на новогодишните празници ќе има засилени вонредни контроли кај сите оператори на храна. Игор Манасиевски со деталите.
Се засилуваат и зачестуваат вонредните инспекциски контроли на храната која ја јадеме во предновогодишниот период, кога има изголемена потрошувачка. Во рамки на вонредните контроли, инспекторите од Агенцијата за храна и ветеринарство открија 2 поголеми случаи на храна која наместо на трпезите заврши на уништување во депонијата Дрисла. Првиот случај е со обид во земјава да се донесат од Холандија 20 тона помфрит, на кој веќе 6 месеци му е поминат рокот. Инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство спречија увоз на 20.500 кг замрзнат помфрит со поминат рок на употреба до 23.5.2025 година. Помфритот кој е увезен од Холандија бил наменет да се пласира на македонскиот пазар. Забранетите количини замрзнат помфрит во присуство на инспектори за храна од Агенцијата за храна и ветеринарство нештетно се уништи во петокот на депонијата Дрисла. Од АХВ посочуваат дека покрај пратката од цел шлепер со помфрит со поминат рок запленети и уништени се 2 тона пилешки стек, за кој се утврдило дека е небезбеден за употреба. Поради непочитување на процедурите на добра хигиенска и добра производствена пракса, на операторот со храна изречена му е мерка времена забрана за работа и парична казна од 4.400 евра во денарска противредност. Ваквите контроли кои се надвор од законски предвидените редовни контроли, според Агенцијата за храна и ветеринарство, во предстојниот период ќе продолжат и ќе бидат се почести кај сите оператори со храна. Заради тоа што се ближат празници кога и расте потрошувачката, компаниите гледаат можност за поголема продажба без да внимаваат на мерките за заштита на граѓаните. Од АХВ укажуваат дека секоја сомнителна состојба може да се пријави, при што инспекциите веднаш излегуваат на терен да проверат дали тоа што се продава е безбедно за потрошувачите. Во претходната акција на АХВ беа затворени 15 продажни места кои продавале храна во близина на училишта. По завршените контроли, тогаш се отстрани 700 килограми на храна со сомнително потекло и на 77 оператори со храна им биле изречени казни во висина од 36.000 евра. Состојбата со обилните врнежи низ државава е стабилизирана. Во Ресен, Битола и во Демирхисар повеќе нема изливање на реките, а нивото на водата е значително намалено и во опаѓање, информираат од Центарот за управување со кризи. Но водостоите на речните текови во земјава и натаму се значително повисоки од просекот за месец ноември, покажуваат податоците на Управата за хидрометеоролошки работи. Вардар, кај Јегуновци и кај Велес има двојно повисоки вредности од просекот, додека кај Треска во Македонски Брод водостојот е 8 пати поголем. Пчиња кај Катлановска бања бележи 3-кратно зголемување, исто како и кај Бабуна во Богомила и кај Црна река во Новаци, каде водостојот скокнал од 65 на 246 сантиметри. Најголемото отстапување е кај Сатеска во Ботун, каде водостојот е 12 пати над ноемврискиот просек, информираат од УХМР. Горно-респираторните инфекции ги полнат болниците. Во Козле дневно и по 150 прегледи. Најмногу децата доаѓаат со покачена телесна температура. Корупцијскиот скандал и замрзнувањето на ИПАРД средствата и натаму мегдан за меѓусебни обвинувања меѓу власта и опозицијата. Од СДСМ го прозваа министерот Трипуновски дека бега од одговорност и крие информации за случајот. Од ВМРО ДПМН тврдат дека се е транспарентно. Јана Јосифовска. Наместо транспарентни одговори за клучните прашања, министерот за земјоделство Трипуновски праќа празни страници и бега од одговорност за скандалот со средствата од ИПАРД програмата. Обвинија од СДСМ. Од опозицијската партија реагираат дека министерот и власта кријат информации за стопирањето на помошта за земјоделците, а суспензијата на над 130 милиони европски пари според нив е сериозен удар врз илјадници земјоделци и компании кои се потпираат на поддршката од ИПАРД. Од СДСМ бараат одговорност и оставка од Трипуновски, за како што велат скандалот во неговиот ресор. 2 недели по мега скандалот за ИПАРД, наместо да даде одговор на клучните прашања, министерот Трипуновски бега од одговорност, бега од вистината за суспензијата на парите, а бега и од одговори. Еве што пратил Трипуновски на официјалното писмено барање за информации со ИПАРД скандалот. Погледнете го овој срам. Тука, почитувани, нема ниту збор
за причините, нема ништо за време траењето на суспендирањето на средствата од ИПАРТ, нема ниту информација за планираните чекори за надминување на овој сериозен проблем. Едно големо ништо. Апсолутно отфрлам дека било што се крие во оваа постапка, а владата е максимално транспарентна, одговори владината портпаролка Марија Митева. Според неа, надлежните органи постапуваат, а обвинувањата на опозицијата ги оцени за неосновани. Опозицијата е таа која што функционираше на начинот на кој што сега обвинуваат дека некој друг постапува, така што верувам дека ги влечат ставовите од самите нивни постапки кои што ги имаа во минатото. Апсолутно го отфрлам ова тврдење дека било што се крие во однос на таа постапка. Знаете дека сме максимално транспарентни, така што очекувам и Министерството за земјоделие, но и сите надлежни органи кои што веќе водат и процеси надвор од извршната власт, тоа се судските органи, да ги дадат своите информации по однос на состојбите. Министерот Трипуновски во интервју за Канал 5 неодамна изјави дека кај себе не гледа одговорност за злоупотребите на средствата. Туку одговорноста според него треба да ја сносат тие што се фатени на дело дека правеле незаконски работи. Во однос на контролите, појасни дека тие се покренати на владина иницијатива за да се расчистат сите сомнителни случаи и очекува дека ќе завршат во најбрз можен рок, со оглед на тоа што нова директорка веќе е назначена на институцијата, која тој очекува да ги забрза процесите. Основното јавно обвинителство Гевгелија отвори истрага против маж осомничен за полов напад и силување. Според обвинителството, осомничениот во дојран пред 4 дена со употреба на сила и спротивно на јасно изразената волја на жртвата ја принудил на сексуален однос. Тој и оштетината претходно биле во подолга врска која таа ја прекинала. Истиот ден, осомничениот ја пречекал пред работното место и ја повикал да влезе во неговото возило за да ја однесе дома, но наместо тоа почнал да ја удира по лицето и се заканувал дека не смее да биде во врска со друг маж. Таа се обидала да избега, но осомничениот со шлаканици и удари со тупаница ја вратил во возилото и ја принудил на сексуален однос, на кој таа постојано се спротивставувала. Обвинителството бара притвор поради опасност од бегство и можност да го повтори делото. Лекарите во детската болница Козле со полни раце работа. И до 150 прегледи дневно се вршат во болницата, претежно со респираторни инфекции и стомачни вируси. Матичните препорачуваат да се избегнува метеж и почест престој на отворено. Во пресрет на сезонскиот почеток на грипот, амбулантите се полнат со деца, засега со зачестен број на горно-респираторни проблеми и вирусни инфекции. Во детската болница Козле, бројот на прегледи според докторите се движи од 120 до 150 во текот на денот, а најчесто дечињата кои таму се носат се со респираторни, но и со стомачни вируси. Од Козле посочуваат дека бројот на легла во овој период не е наполнет и дека немаат толку голем број на деца кои имаат потреба од кислородна поддршка и хоспитализација. Најмногу децата доаѓаат со покачена телесна температура, со горно-респираторни инфекции. Се уште ги имаме и они ентерални инфекции со пролив, со повраќање, а и нашите пациенти со астма, со астма екзацербации, со така со пневмонии, така што целата респираторна патологија ја имаме во моментот. Се уште не е пополнет капацитетот целосно, имаме се уште места, има моментално 40 до 50 пациенти кои што се хоспитализирани, исто така и во дневна болница. Матичните лекари се исто така суевиден показател за тоа каква е фреквенцијата на деца кои се носат и кои се најчестите симптоми. Според педиатрите специјалисти, најчесто се носат деца со зголемена температура и респираторни проблеми, како и дел од децата кај кои има појава и на бактериска инфекција. Нивна препорака е да се користи витамин D3, да се проветрува дома почесто, да се воведе било каква физичка активност и да се изнесуваат децата во природа, на отворено, затоа што тие често се во затворени простори и со групи од други деца. Препораката е за сите мајки, за сите родители, дечињата обавезно цела есен и зима да ги суплементираат со соодветна доза на интернационални единици на D-витамин или по препорака на матичниот педијатар. Јас секогаш советувам и поголемите дечиња, па и сите ние возрастните, треба да примаме D-витамин за да си го заштитиме сопственото здравје.
Тука несомнено доаѓа во препорака и здрав начин на живот, значи што повеќе децата да ги изнесеме надвор. Вообичаено со заладувањето и со зголемувањето на загадувањето на воздухот, во декември и јануари започнува изголемираниот број на пациенти кај кои грипот е главниот проблем, заради што и секоја година кај возрастните и хронично болните со астма и алергии се укажува да се вакцинираат за полесно да ја пребродат сезоната на грипот. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје и во изминатата недела, во Гостивар, Куманово и Тетово се регистрирани 117 случаи на грип и слични респираторни заболувања. Од владата денеска информира дека заклучно со вчера се доделени вкупно 33.682 ваучери за студенти, секој во вредност од 15.300 денари. Од нив веќе 11.500 студенти успешно го реализирале ваучерот и подигнале нов електронски уред. Овие бројки јасно покажуваат дека интересот е огромен, имплементацијата стабилна, а мерката создава вистински резултати, изјави портпаролката на владата Марија Митева, посочувајќи дека мерката е внимателно планирана и спроведена во соработка со ресорните министерства. Председателката Гордана Силјановска-Давкова вечерва ќе го одликува кардиологот доктор Сашко Кедав со орден 8 септември, како што соопштуваат од незиниот кабинет. Орденот ќе му биде доделен за храбриот придонес во конституирањето на самостојна и независна Република Македонија, за особените заслуги во медицината и дома и надвор, како врвен интервентен кардиолог кој што вовел иновативни техники и методи, извршил неколку илјади коронарни интервенции и над 1600 трансрадиални каротидни стентирања, како и за исклучителните образовни и научни успеси. Орденот на Кедав исто така ќе му биде доделен и за историскиот подвиг во алпинизмот, како прв македонец кој што ги искачил 14 светски планински врвови над 8000 метри надморска височина. Толку од централните вести, бидете со нас и во вечерните во 20 часот и 45 минути. До тогаш пријатно.